Темата која што ја најавивме продолжува со моите соговорнички денес, инаку станува збор за Бијана Петровска-Митревска и Васка Мојсовска, жени кои што ни доаѓаат од Националната федерација на фармери и жени со кои што ќе говориме токму за проблемите на фармерите во Македонија, меѓутоа се разбира и за состојбата пред се на понежниот пол кога станува збор за земјоделството, кога станува збор за породилното отсуство, кое што досега барем се јавува како главен проблем. Ќе им посакам добре дојде и се разбира ќе ги повикам да бидат заедно со мене во студиото во следниве 15 на минути да говориме токму на овие теми и да видиме дали е можно да се најде решение. Добро утро и добре ми дојдовте. Добро утро. Јас ве најавив веќе. Споменав дека жените во руралните средини се соочуваат навистина со голем број на предизвици. Ајде да почнеме прво со причината за која што сте дојдени, па можеби по 30 на години прв пат се воведува породилно отсуство, што е навистина толку многу чудно. Меѓутоа за оваа наша земја се чини ништо не е чудно веќе. Која сака да почне? Ајде, вас се кажи. Така е, како што кажавте, 30 години жените индивидуални регистрирани земјоделки се соочуваа со проблемот кој што го имаат, односно не добиваат додаток за мајчинство, кој што им следува како и на сите жени кои што работат, нели било да е во приватниот или во државниот сектор. Овие регистрирани индивидуални земјоделки се самовработени кои што си ги плаќаат сами придонесите, но за жал беа ускратени од тоа право. Ние како организација, Националната федерација на фармери, организиравме една група со поддршка на VFX, шведскиот кооперативен центар, во која што во таа група членуваат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за труд и социјална политика, потоа УЈП, Фондот за пензиско инвалидско осигурување, Фондот за здравство, Министерството за здравство и Правниот факултет. И сите ние таа група ја формиравме минатата година, на самиот почеток на годината. Цела година работевме да најдеме едно соодветно решение во кое што би можеле да се оствари ова право. Наидовме на многу препреки, направивме многу анализи. Не разбирам, извинете, Васка, еве и Бијана нека се вклучи. Кажете ми, зошто препреки? Како може тие жени кои што буквално работат, не само на нива, работат дома, како може за тие жени да нема породилно отсуство? Да, малку е комплицирана цела ситуација, бидејќи во нашата држава, согласно нашето законодавство, Законот за земјоделство и рурален развој, а и согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување и Законот за вршење на земјоделска дејност, ние имаме две категории на регистрирани индивидуални земјоделци. Едните се согласно Законот за вршење на земјоделска дејност, тоа се како трговци поединци, самовработени лица, и тоа се лица за кои што немаат вакви проблеми. Значи си плаќаат редовно целосни придонеси, пензиско, инвалидско и здравствено осигурување, така што се остваруваат право и на породилно отсуство, и на боледување, и нормално и право на пензија. А втората категорија на регистрирани индивидуални земјоделци се согласно го добиваат статусот на осигуреник согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Тие плаќаат 20% од пензиско и здравствено осигурување, значи 20% од бруто определената минимална плата во нашата држава. Тоа се минимални придонеси кои што се плаќаат, околу 3000 денари, и ги користат сите права кои што ги имаат сите вработени лица, значи здравствена заштита, можат додатна прегледи, остваруваат право на минимална плата, која што навистина минимална пензија, која што е навистина многу ниска, тоа е 11.000 денари, но се исклучени бидејќи не остваруваат право, се исклучени од правото на работен однос и социјална
социјално и здравствено осигурување поради овие причини и не можат да остварат право на боледување и здравствено осигурување. Значи, нашето законодавство е, и ние се соочивме, значи ние постојано укажувавме како Национална федерација на фармери зошто се исклучени, сакавме да се внесат во Законот за здравствено осигурување, но Законот за здравствено осигурување таков е системот направен во државата, значи треба целосно да се менува оваа проблематика. Не се вклучени во Законот за работни односи, бидејќи не се само вработени лица, се дефинирани како вршители на дејност и не можат да го остварат ова право. Пред да преминеме на и друга тема, би сакала уште нешто само. Она што јас како проблем го имам воочено, кога станува збор за жените земјоделки, руралните жени, всушност ваквото ниво и ваквиот однос кон државата ја потикнуваат понатаму миграцијата, затоа што јас не знам која жена би останала да работи на нива, да допринесува, да имаме ние се на трпезата, а да не оди да речеме да се школува некаде надвор и да не работи како земјоделец, кога земјоделството не ја овозможува ни нормален живот. И еве, кажете ми, исто така уште еден круцијален проблем во однос на наследување имот. Само мажите се појавуваат како наследници. Како е можно тоа? Да, ние Ајде може, која сака нека, затоа што имаме многу теми. Сакав да потенцирам, бидејќи ова што го решавам, овој проблем со надоместок на мајчинство, ова е финансиска подршка за мајчинство, која што ќе се реализира како програма, благодарение на и Васка што го потенцира на нашето големо лобирање како организација. Можам да кажам 13 години ние со оваа проблематика се занимаваме. Нашата заложба е дека на ваков начин овие регистрирани индивидуални земјоделки кои што ги споменувам, за да станат регистрирани индивидуални земјоделки мора да имат сопствен имот или да имат имот кој што им е под закуп. Значи, со вакви позитивни, прогресивни родови мерки едноставно може да се потикне рушењето на стереотипните действувања и однесување во нашите рурални средини, односно може да се потикне да се зголеми тој процент од 5% кој што е во нашата држава, каде што жени се сопственички на имот или на земјоделско земјиште. Може да ми го објасните ова? Зошто нема жена, зошто на жената не се дава да го наследи имотот? Вака, правнички ние жените од руралните средини имаме право на имот, нели, наследен од семејството, затоа што законот ни го дозволува тоа. Но, за жал, традиционалните непишани правила кои што се провејуваат со години наназад, дека имотот само припаѓа на машките деца во семејството, придонесува да жената тоа нема го прифаќа и го продолжува. Ние како организација цело време лобираме и апелираме и цело време збориме дека треба да почнеме од нас, ние самите, да на нашите деца им укажуваме дека родовата рамноправност треба да се почитува без разлика дали се машки или женски и дека имотот треба да биде еднаков на сите деца. Така што самото тоа, како ние, како мајки, како жени кои што живееме во села, и екзистираме нели од земјоделство или било друга која работа во руралните средини, ќе овозможиме сите деца и машките и женските економски да се јакнат. Таа жена понатаму ќе биде финансиски моќна и економски нели ќе може да си аплицира и за кредит, за ако има некоја собствена идеја за да си ја реализира кога има имот на свое име. Уште еден момент само кога веќе го кажавте за мањето кредит, мислам дека жените од руралните заедници дури не се ни пријавени никаде, значи доколку сама не се пријави, бидејќи таа нема пријавување, таа значи не може ни кредит да подигне. Вака, 64% од жените во рурални средини работат неплатена работа во семејствата и во домот. Имаме ние многу 64%. Тоа се голем процент, имаме голем број на проценти кои што влијат, сето тоа влијае на самиот живот во руралните средини. Ние тука треба да ги земеме сите аспекти, условите за живот, пласманот на земјоделските производи, без разлика дали сме мажи или жени, кога имаме ние добар пласман на нашите производи и заработка, секој ќе сака да живее
кога на село и да работи и да заработува. И токму преку вакви мерки кои што ги детектираме и проблеми, ние не сме семочни. Значи ние како организација лобираме и ги застапуваме земјоделците и проблемите на руралните жители во руралните средини, но не можеш сите проблеми наталожени да ги решиш во краток период. Затоа одиме чекор по чекор со вакви проблеми кои што ги детектираме, лобираме, се со цел да можеме да ги задржиме младите овде, а и со цел да можеме да ги развиваме селата. Значи, многу фактори влијаат за заживување на руралните средини. Едни од тие се и токму овие мерки, овие програми кои што ги лобираме ние заедно со нашиот тим од Националната федерација на фармери, целиот управен одбор и секако вработените. Јас вака извината што ве прекинувам се и во интерес на времето за да опфатиме се. Програма за откуп на свежо овошје. Ова е програма 2022 година на Министерството за шумарство и водостопанство. Да, земјоделство, да. Добро, значи станува збор за она што ќе остане како вишок на земјоделски производи, да не пропаѓа, да не се фрла и да не биде циот труд залуден. Имаш уште една работа, излеза викендов дека Македонија ќе остане земја која што ќе има извоз и увоз. Кажете ми колкави се можностите на земјоделството еве за ова откупување, за извезување, да не се лажеме, Македонија е земја која што го има најубавиот домат, имаме најубави јаболка и буквално ова наше тло може многу да изнесе надвор. Па ние цело време апелираме и водиме кампањата "Купувајте домашни земјоделски производи" и токму сме насочени на таа цел да ние сами на себе си помогнеме. Затоа и оваа кампања која што Министерството за земјоделство ја започна, а тоа е за откуп на домашни земјоделски производи, во случајот беше јаболката. Ние како организација ја поддржавме со поддршка на VFX, повторно ќе кажам, шведскиот кооперативен центар. И ние како организација се залагаме тие пазарни вредности да се задржуваат, односно договорено производство. Ние го поддржуваме ова затоа што 734.000 килограми јаболка беа откупени од наши земјоделци, од Преспа, кои што јаболкопроизводители, кои што можеа да си ги продадат јаболките по повисоки цени од кои што им ги нудат откупувачите, и истите тие наши земјоделски производи да завршат во училиштата, односно кај нашите ученици, кои што Министерството за земјоделство ги дистрибуираше. И ваквите мерки ние секако дека ќе ги поддржуваме, затоа што знаеме дека и во Европската унија и во земјите во Европска унија сите си го заштитуваат домашното производство и со некакви мерки им наложуваат да домашните конзументи, односно оние државни институции, па и приватни институции, па туристички хотелиери да употребуваат домашни земјоделски производи и со самото тоа сами на себе да си помагаме. Тоа е, секако ви кажав, во контекст на нашата кампања која што ја водиме од самото започнување на ковид кризата, "Купувајте домашни земјоделски производи" и не планираме да ја прекинеме таа кампања. Бијана, еве, породилното отсуство, откупувањето на овошјето и зеленчукот. Кажете ми колку има државата слух и за другите проблеми со кои што се соочувате како жени земјоделки? Значи, не само жените, реално земјоделците најголем проблем со кој што се соочуваат е откупот и пласманот. Значи, ние имаме високи производни цени, реално покачувањето посебно на претходната година 2022, покачувањето на струјата, на бензинот, на вештачките ѓубрива едноставно доведе до енормно зголемување на производните цени, а откупните цени буквално на сите земјоделски производи остануваат исти, непроменети во последните 10 години. Така што тоа е многу голем проблем и реално дури и самите земјоделци укажуваат, без разлика што добиваат поддршки и
субвенции и од програмата за финансиска поддршка, сепак најголем проблем им останува откупот. Доколку откупот се реши, тогаш значи може да кажеме дека ние можеме да го користиме називот дека сме аграрна држава. Ние се залагаме да се воведе договорното производство, тоа ни е многу важно да се склучуваат договори, да се развива доверба помеѓу откупувачите и земјоделците и нормално да се зголеми бројот на регистрирани откупувачи, бидејќи ние се соочуваме со нерегистрирани откупувачи, се развива една нелојална конкуренција од такви фирми, малечки фирми, па и буквално и не фирми кои што вршат откуп и се прави голем проблем во целиот тој синџир на откуп и на продажба. Инаку реално нашата заложба, она што ја кажува и Васка, е да си го зачуваме домашното производство, да и со ваквите мерки може да се потикне да се зголеми производството, домашното земјоделско производство, бидејќи ние сакаме или не сакаме да признаеме, во моментот сме увозно зависни од храна. Значи, тоа е голем проблем во државата, реално, и нормално треба да се прават вакви афирмативни потикнувачки мерки. Еве, конкретно и со породилното повторно ќе се вратам, значи, се прави насока ние да развиваме професија земјоделство, што е многу важно. Доколку на сите луѓе им се даде можност да ги уживаат сите права, им се даде можност да ја добијат вистинската цена за своите продадени производи, тогаш ќе има и потик да се занимаваат со земјоделство и едноставно и млади луѓе да навлегуваат во овој сектор. Се додека тоа не го имаме. Последно прашање. Васка, знам дека имате 2 деца кои што се студираат, не знам, Јана, за вас, можеби и вие си имате дечиња кои што... Моето уште мало. Мало е, да. Кажете ми, еве, ќе имате ли наследници со овие тешки услови? Па да ви кажам, моите деца, ќерката веќе заврши, веќе работи кај нас нели во земјоделството, синот и тој е вработен, директно се вклучени во производството на нашата семена земјоделска фарма и можам да кажам дека моите деца, затоа што и пораснаа заедно со работата со нас и некако и патот си го насочија кон тоа, но за жал има многу млади деца кои што не гледаат екзистенција во земјоделството, иако нивните родители и семејства го вложиле целиот свој труд и живот и работа на семејните земјоделски стопанства. Сето тоа треба да се промени со сите овие аспекти кои што ги напоменавме претходно и треба сите да бидеме општествено одговорни во тој ланец на производството на храната. Ние како земјоделци кои што произведуваме храна сакаме да си имаме заработка од тоа што го работиме, а луѓето кои што откупуваат или големите монополски откупувачи да бидат општествено одговорни и да имаат кооперативни и партнерски однос со сите земјоделци, токму со тоа договорено производство кое што го кажа Билјана и профитот од заработката да се дели на сите еднакво, затоа што во тој колач сите подеднакво вложуваме и ако сакаме државата да ја обезбедиме со храна, сите треба да придонесеме за тоа, бидејќи колку и да постојат мерки и поддршки од страна на државата, дали се субвенции или други плаќања, ние ако немаме еден општествено одговорен аспект кон земјоделството, кое што во тој синџир се вклучени сите, ги напоменав да не се повторувам, ние колку и да имаме мерки, џабе ќе ни биде. Затоа што тука треба сите да го земеме фактот дека храната ни е потребна и сами можеме да се произведеме, затоа што ги имаме условите, го имаме народот кој што сака да работи, само треба да има заработка нели за тоа и да ја намалеме со тоа миграцијата не само на младите од село во град, туку на младите од село во други држави да не ни се иселуваат. Затоа што и тука имаме услови за работа и за опстанок. Ние како организација цело време апелираме на тоа и еве се залагаме да се почитува договореното производство, да се
биде на самиот старт на производната година и да немаме хиперпродукција на земјоделски производи, да немаме недостаток токму од овие причини. Благодарам за гостувањето. Се надевам дека нема да поминат уште 30 години за да се оди чекор напред со еден закон како породилно отсуство што треба да му припаѓа на секој. Само да напоменам, Елена, ние не застануваме тука. Значи, ова е пилот мерка која што Министерството за земјоделство ќе ја пилотира оваа година и жените од рурални средини, односно индивидуалните регистрирани земјоделки ќе можат да си го остварат правото на мајчинство. Секоја жена која што ќе постане мајка регистрирана индивидуална земјоделка ќе аплицира преку програма од Министерството за земјоделство. Но ќе продолжиме да работиме заедно со нашиот тим за да се најде начин за регистрираните индивидуални земјоделци да го остварат правото на болничко боледување, а секако и оние жени од рурални средини кои што никогаш не работеле, а целиот свој живот работеле земјоделство, да си остварат едно право на пензија. Ви благодарам. Тоа се нашите Продолжуваме понатаму. Колегата